Свечено отварање на електротехнички кабинет се одржа во Средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово. Средното стручно училиште Кубен во Осло со помош на Нансен Диалог центар Скопје донираше електротехничка опрема која ќе придонесе за стручно усовршување на учениците и подобрување на квалитетот на практичната настава. Со оваа опрема, односно донација која ја имаме, ние се надеваме дека ќе прошириме наставата, ќе прошириме практичниот дел, она што е и тенденција на владата, нели, како би можеле учениците од тука веќе оспособени да се вклучат директно во работниот процес. Значи, така да и ова уште една донација која навистина многу ќе значи за нашиот училишен центар и нели учениците сигурно ќе имаат мотив и поттик за понатаму да се усовршуваат повеќе, а ова ни е една прилика како би можеле да го промовираме училиштето, а и да ги придобиеме учениците, односно оние генерации кои се заинтересирани да дојдат во нашето училиште како ученици од прва година. Вредноста на донираната електротехничка опрема изнесува околу 20.000 евра, а поголемиот дел е донесен во земјоделското училиште. Дел од опремата, поголемиот дел од оваа опрема се наоѓа значи во оваа училиште, дел од опремата се наоѓа во училиштето Средното стручно училиште, односно историјните паралелки од Моша Пијаде во општина Јагуновце и многу мал дел значи од оваа опрема е доставена во Средното стручно училиште Дрита, односно Мирко Милевски значи во Кичево. Веруваме дека ова опрема ќе даде мал значи бенефит или односно придонес во подобрување значи на квалитетот на наставата на учениците, бидејќи од посетите што ги правиме и ние и учениците од ово училиште во Норвешка, видовме во какви све неуслови значи учат нивните врсници, нивните колеги во Осло. Планираме значи во соработка со општината и со ова училиште значи да го продолжиме соработката, да и продолжиме интензивираме посетите, каде што значи на некој начин ќе бидат инспирирани и локалните власти, ама и училиштето значи да ги следат трендовите на училиштето во Норвешка. Ќе кажам само еден мал пример значи за од стручното училиште во Осло, каде што видовме дека главен донатор на смерот значи автомеханика е Toyota. Главна значи фирма која што ги праќаат учениците значи за автомеханика Mercedes-Benz во Германија. Значи имаме многу интересни примери каде што можеме едноставно да се инициираат со нашиве локални фирми, локална бизнис заедница, соодветни фирми, нашиве деца да се праќаат значи на практичниот дел каде што едноставно не само во Норвешка, значи туку и во цела Европа двигателот, односно моторната сила е точно значи учениците кои што имаат завршено односно со средно стручно образование. Министерството за образование и наука работи во насока да се обезбеди поголема опременост во средните стручни училишта, изјави заменик министерот за образование и наука Сафет Незири. Ние како Министерство за образование и наука ние сме во таа политика што треба да ги афирмираме политиката за средно стручно образование и што поголем број на ученици да се запишуваат во овие училишта, но се разбира дека работиме во таа насока за поголемо опремување на средните стручни училишта на ниво на Република Македонија, за да им овозможиме на нашите деца, на нашите ученици да бидат подготвени утре да како стручни кадри да одговарат позитивно на потребите на економијата, на бизнисот, на странскиот капитал, за да не се увезуваат работници, стручни кадри однадвор, туку да ги имаме нашите луѓе овдека кои што секој ќе завршат образование и ќе бидат навистина стручни во насоките кои што и ќе завршат. Соработката на Средното стручно училиште Моша Пијаде од Тетово со Нансен центарот е повеќе годишна. Со нивна поддршка беше отворено и подрачното училиште во Прељубиште.